Скопје веќе 2 децении е всушност дел од мапата на светските метрополи кои што ја негуваат вековната австрийска традиција, тоа е виенскиот бал. И после пандемијата или после изминати 2 пандемиски години повторно се враќаме во нормала, односно ни следува ново издание на виенскиот бал во Скопје, кое што ќе се одржи традиционално по 21-виот пат. Како ќе се одржи, каква е организацијата, што се оние кои оваа година ќе бидат присутни на виенскиот бал ќе можат да видат и да го уживаат истото, ќе слушнеме повеќе од Кате, која што впрочем и го најави ова нејзино следно вклучување на лице место, каде што ќе дознаеме повеќе за овогодинешното издание на виенскиот бал. Каде ќе се организира, во колку часот, каква ќе биде програмата, повеќе за ова од Кате која што ни е подготвена. Кате, дали се слушаме? Да, одлично, Ивана. Да, супер најава. Можам само да дополнам дека случувањето ќе биде како и вообичаено, нели по 21 пат, како што спомена и ти, во хотелот Александар Палас, значи оваа сабота, 14 мај, без протоколи, веројатно ќе биде ова едно повторно издание како што сме научени да гледаме, нели на виенскиот бал во Скопје. Под како да речам, тоа и започна заради оној кој што е заедно со нас и заради уште еден кој што не е со нас, така да, Владко Павлевски, значи тој е председател на Сдруженијето за културна соработка Јохан Штраус, проектен менаџер е Оливер Арстовски, да, поздрав и до него иако не гледа, ева. Честитки за ова 21-во издание на виенскиот бал. Кои се работите кои што треба да ги споменаме и на кои што треба да ги за кои што треба да ги информираме сите оние кои што не гледаат, господине Павлевски? Па, значи тие основните информации веќе ги дадовте. Сабота, 21-во издание, се враќаме конечно во игра. Да кажем, 2 години имаше пауза заради ковид, 20-то издание 2019 беше. Веќе еве 2 децении сме во, да кажем, мапата на градови кои што ја негуваат оваа приказна која што со векови нели трае во Република Австрија. Ова е директна презентација на австриската култура и на некој начин луѓето кои што се присутни, а и тие кои што на малите екрани ќе видат некои детали околу тоа, ќе доживеат некој, да кажам, друг свет во областа на културата кој што веројатно не можеме толку често да го сретнеме кај нас. Еднаш годишно се одржува манифестацијата и е во традиционална форма во однос на и баловите кои што се одржуваат во Република Австрија. Значи тамо, да кажеме, во периодот негде ноември па до крајот на март се одржуваат многу балови за различни групации. Сте била? Јас не, лично да, меѓутоа се надевам после ковидов приказкава дека ќе се случи за наредната година. И во тие, значи најголемиот бал таму е балот во операта. Ова е, да кажам, некоја мини варијанта. Да. Што се треба да се изорганизира за да биде се подготвено во 20 часот за да започне 21-то издание на виенскиот бал и воопшто на секој виенски бал? Да, значи проект како и сите други, ајде вака да го кажам тоа од најпроста гледна точка, затоа што знаете како, салата да се направи во балска атмосфера, да не зборам колку има логистика внатре во однос на нели техниката, озвучување, осветлување, подот е нели да кажеме подот ме монтажен кој што посебно се поставува за таа приказна за да можат луѓето да танцуваат на него. До програмскиот дел кој што е прилично обемен, нели со официјалните отварања, нели на танцовите двојки од Примаданца. Имаме гости од Република Бугарија, танцова двојка која што ќе дојде да настапи со свое посебно стандард шоу и во да кажам заедничка форма во латино шоуто на заедно со двојките од Примаданца исто така. Ќе има точка на првенците на македонската опера и балет, ќе има вокални пејачи и групи, да кажам, во подоцнежниот дел на програмата, кога веќе, да кажам, луѓето малце ќе се опуштат, ќе се и ќе влезат и некои други ритми кои што ќе можат да се забавуваат на самиот бал и на таков начин, да кажем. Да. Кога сме кај почетокот или отварањето валцерот, Примаданца, тоа се некои луѓе кои што дефинитивно години на назад отвараат или имате нови луѓе кои што? Да, мешана е приказката, да. Значи, 16 двојки се во игра за официјалното отварање. Тие излегуваат со полонеза, значи тоа е една корачница марш, нели, со кој што во една, да кажам, формацијска структура настапуваат и излегуваат на подиумот и ја заземаат позицијата.
После тоа отварањето нели со говорот претпоставувам и на австрискиот амбасадор секогаш и така не. Така е, да, затоа што целата манифестација е под покровителство на амбасадата на Република Австрија. Потоа двојките танцуваат на Радецки марш. Да. Значи, тоа Радецки марш е, да кажам, официјалната форма или традиционалната. Кога ќе се повлечат, нели, со завршувањето на Радецки марш, натре влегуваат 8-те двојки, кои што се поискусни и со години, кои што веќе работат и вежбаат, нели, во примаданца. И тие двојки настапуваат со точката на виенска крв. Тоа е негде кореографија од едно 12 на минути, која што е прилично долга и е прекрасно да се види. Да. Господин Павлевски, еве сте нели во танцот години наназад. Дали скопјани научија да танцуваат? Дали на тој виенски бал можеме да видиме и парови, не се смешкајте, и парови кои што на вистина, така како велат старите, може капа да им се симне за тоа како изгледаат на сцена? Ако и мене ме прашате дали знам да танцувам, веројатно нема крај. Значи нема крај на ова, значи учат. Да, тоа е факт дека луѓето учат со вакви манифестации поготово. Значи тоа дека луѓето научија како треба да се облечат, како треба да се однесуваат и така натаму, веќе се, да кажам, според мене и моите видувања од подоснежните издања на Виенскиот бал, надминати форми. Значи, нема да се случи ситуација да некој не дојде во соодветен дрес-код, или да не знае да кажам, да се изразам така, да мрдне на подиумот со танци или слично. Значи, веќе луѓето знаат точно што ги очекува на оваа манифестација и се подготвуваат. Значи, одат и во школите за танц, учат на виенски валце, не само виенски валце, нели, бидејќи таму ќе се свртат и други ритми, нели, кои што поготово кажав, нели, во подоснежниот дел ќе има и нешто латино може и слично, значи ќе знаат да се подвижат на подиумот и во танцова смисла и луѓето веќе се информирани, знаат што ги чека и спремни се. Кога веќе вака кажавте, ме провоцирате за следното. Во примаданца има некои од луѓето кои што ќе бидат, како да кажам, таму учесници кои што веќе купиле влизница, а дојдоа да поработат на своето танцување? Има, секогаш има кои што ќе се јавуваат, ќе каже да може ли да се подготвиме ние, да не подучите малку некој час да земе, секогаш го има тоа. И тоа е во ред. Значи тоа е нешто што луѓето, да кажам, размислуваат, да си се подготват за таа вечер, да им биде што поубава и да си уживаат што повеќе. Тоа е нормална појава не само кај нас, веројатно било каде ако се работи за ваква манифестација, свесни се дека има посебен стандард, посебен начин на однесување, на облекување, на танцување и сето тоа го прифаќаат и се подготвуваат за да таа вечер им биде поубава. Така, иако рековте дека дрес-кодот е веќе познат, ево уште еднаш потсетувања за сите оние кои што можеби позаборавиле. Што е она што го одвојува Виенскиот бал од сите други манифестации кај нас? Да, за дамите дефинитивно свечена долга тоалета, соодветно на традицијата на баловите од многу одамна, да. За машките смокинг, може да биде фрак, темно дело, нели? Војните лица кои што се представници таму на балот, дојдени дали од некоја амбасада или дипломатскиот кор или слично, може да бидат во свечена војничка униформа, тоа е исто по традиција на баловите, и тоа е дрес-кодот. Значи, од тука одстапки нема, во првите години имало веројатно да покушај да некој да влезе на друг начин, меѓутоа сега не сме имали ситуација да некој несоодветно се појави во однос на дрес-кодот. И уште за крај, затоа што немаме веќе време, хуманитарен има аспект целата манифестација, тоа да не го забораваме. Да, секоја година Виенскиот бал е од хуманитарен карактер. Оваа година исто така, значи во соработка со амбасадата на Република Украина, веројатно дел од средствата ќе бидат наменети за настраданите деца таму, све тоа со координација нивна на да кажем на амбасадата на Украина. Ви благодарам, ви посакувам среќно и успешно 21-во издание на Виенскиот бал, а сите вие кои што се подготвувате и во примаданца имате уште 2 дена за да дојдете и заедно со Владко да поработите на своите танцови способности или можности за, како велат нашите, да не се обрукате таму на сцената, онаа која што е монтажно поставена, нели, за да ви биде убаво и да учествувате на ова 21-во издание на Виенскиот бал. Можеме само да бидеме среќни дека почнаа работите да се отвараат и почнаа да се случуваат и убави културни настани.